Благодарам. Почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и колеги. Кога партиските пазари и суети ќе се вмешаат во здравството, тогаш здравствениот систем е на апарати. После точно една година од целиот урнебес наречен реконструкција на влада кој беше приреден на македонската јавност, еве не и денес стигнавме до точката за разрешување на министри. И додека ехото од звукот на аплаузот за изборот на министеров Меджити се уште се слуша во салава, техничкиот премиер кој тогаш аплаудираше, денес одлучил да го разреши. Колеги во мнозинството, кои исто така тогаш аплаудираа, денес ќе гласаат за разрешување, затоа што некој така им кажал, а сите знаеме кој. И замислете, основот за разрешување бил законска должност. Се прашувам дали ова функцијава технички премиер нешто сменила кај довчерашниот председател на собранието, кој на секаков можен начин го газеше уставот и го кршеше деловникот, па сега од улога на технички премиер почнал да работи по слово на законот. Велат, никогаш не е доцна една личност да си го промени карактерот на подобро и тоа навистина е така. Ама овде, почитувани колеги, е предоцна затоа што станува збор за изгубени животи. Слушнавме технички премиер кој до вчера велеше не сум фейсбук политичар, ама денес се раководи од фейсбук статус, ама реалноста технички премиере не е на фейсбук, туку реалноста е низ ходниците по болниците преполни со пациенти, жртви на уништениот здравствен систем, за кого министеров што го разрешувате, предмалку ви кажа дека сте му ги кочеле проектите. Вашите политички комбинаторики ги плаќа народот, а верувајте прескапо, па дури и со животи ги плативме владините коалиции. Се ставам на местото на народот. Замислете, гледа седници секој ден. Се некој станува, друг седнува, одговорност нема. А народот со надеж гледа во ТВ екраните и очекува некој да ги подобри состојбите во здравството. Ние овде секој ден што ве гледаме и слушаме, не можеме редот да ви го фатиме, а не пак народот кој само бара нормални лекарски прегледи и доволно лекови. Недостиг на антибиотици, недостиг на лекови и терапија на клиниката за онкологија, сериозен недостиг на медицински персонал кој масовно заминува во странство, затварање на цели одделенија по здравствените установи, пациенти со ретки болести молат за помош, а со СМС пораки се собираат пари за лекување на луѓе. Тотален колапс на системот. И додека овде правите кадровски претумбации на сметка на квалитетот и функционалноста на системот, здравството комплетно ни потона. Факт е, и видовме, за жал многумина и почувствуваа губејќи ги најмилите, дека оваа власт ниту има стратегија, ниту има концепт што да прави со јавното здравство, ниту пак има јасна владина политика. Ова ќе го подкрепам со фактот што само изминативе 2 години имаме смена на 3 министри за здравство, а за една инфраструктурна инвестиција во здравството немаме слушнато цели 7 години. Наместо денес да говорите за функционален здравствен систем, за завршена клиничка болница во Штип, наместо да говорите за инфраструктурни инвестиции во регионалните болници и доближување на медицинските услуги до граѓаните, вие продолжувате пазарот со министри и заминистри. Денес купете еден, утре продајте друг, па заменете го овој што не ви се вклопува, додека цели оддели се затвараат поради долгогодишната негрижа за специјалистичкиот кадар. Уште колку пати ќе го крахирате фондот за здравство за да не можат граѓаните да си земат лек на рецепт. 7 години слушаме само за скандали во здравството, додека медицинскиот кадар заминува и веќе нема и кој да ги лечи граѓаните. А на здравството гледате само како на институција за црпење пари. 7 години гледаме само корупција и ајде што нема прогрес.
туку не вративте со децении наназад. Извештајот на Европската комисија сведочи за основната негрижа и назадување, особено во јавното здравство. Докаде сте со ветената реформа на приватната здравствена заштита? Докаде е ветеното ослободување од партиципација за болничко лекување за пациентите? Докаде е фондот за лекување во странство за деца до 18 години? Ништо, ама ништо во оваа држава не е поважно од насоката што ја дава Груби. Пустош направивте докаде што стапнавте. Ајде што не сте способни за инвестиции и ресурси за работа, но барем, ама барем со менаџментот да се позанимававте и него да го средевте. Контролирате ли кој се вработува по клиниките или и таму не е битна дипломата? И имало пропусти. Па како да нема кога и здравството стана биро за вработување во кое пристап нема за способните и за квалитетните, бидејќи од нив државата се откажа и ги испрати во друга. И после 7 години власт на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, 80% од ветените проекти останаа само на хартија. Никому, ама баш никому не му се одполза овие пазарења на сметка на здравството. Проблем имаат пациентите во целата држава, неважно дали се албанци или македонци, уште поневажно на која политичка партија припаѓаат. Тешко се стигнува до лекарски преглед, а уште потешко до интервенција. Нема основни лекови, граѓаните приватно си ги плаќаат услугите, имаме централизирани здравствени услуги наместо заложба за нивно децентрализирање, нема персонал во итната медицинска помош, нема нови апарати, нема нови возила. Здравствените работници честопати се принудени сами да си купуваат основни средства и лекови и да не продолжувам понатаму, ама имаме Европски фронт. Колку што донесовте правда, толку имате или сте било што европско. Годишниот извештај за напредокот на Република Македонија од страна на Европската комисија го потврди фактот дека македонското здравство веќе го пробива дното. Односот на лекарите и медицинските сестри на 100.000 жители продолжува да биде под просекот на Европската Унија, а медицински персонал, медицински сестри и специјалисти продолжуваат да го напуштаат јавниот здравствен сектор за да работат или во приватен сектор или да заминат во странство. И Националната стратегија за спречување на корупцијата идентификуваше дека здравствениот сектор и инспекторатите се ранливи на корупција, особено затоа што не постојат ефективни критериуми за утврдување на цените на здравствените услуги или на лековите. Процедурите за лекување во странство се нетранспарентни и необјективни. Инспекторатите надлежни за надзор на пазарот и безбедноста на производите имаат нејасни и преклопувачки юрисдикции и несоодветен персонал. После вакви скандали и вакви негативни извештаи не е ни чудо што граѓаните немаат доверба во здравствениот систем, односно оставени се да се снаоѓаат како знаат и умеат и да трошат многу пари по приватните клиники, барајки спас, додека средствата кои што им се запираат за здравствена заштита од државата не им гарантираат апсолутно никаква сигурност. Здравството, колеги, е една од најбитните гранки во општеството. И сосема е неважно кого денес ќе разрешите, кого утре ќе назначите. Важно е што за многу брзо од денес доаѓа новата влада со која здравството, наместо да биде на дното и да значи извор на криминал и корупција и афери, ќе значи носител на здрава и просперитетна нација. Ви благодарам.